Актерот и режисер Џастин Балдони постигна вонсудска спогодба во врска со тужбата што против него ја поднесе актерката Блейк Лајвли за наводно сексуално вознемирување за време на снимањето на романтичната драма од 2024 година "Со нас завршува", веста денеска потврди продуциската куќа на Балдони. Со оваа спогодба се става крај на спорот кој траеше повеќе од една година, со што се избегна граѓанското судење закажано за мај, на кое беше предвидено Лајвли да сведочи. Блейк Лајвли, светски позната по улогата во серијата Озборувачка, ги тужеше Балдони, неговата продукциска куќа Wayfarer Studios и други соработници во декември 2024 година. Таа бараше оштета поради наводно вознемирување, клевета и нарушување на приватноста, како и кршење на федералните и граѓанските права. Бритни Спирс се излече неказнето. Американската поп звезда Бритни Спирс успеа да избегне затвор откако преку својот адвокат се изјасни за виновна за помал прекршок, несвесно возење под дејство на алкохол или други опојни дроги. На овој начин, по сериозното обвинение за возење под дејство на алкохол или дрога беше отфрлено против неа. Инцидентот што доведе до нејзино изведување пред суд се случи на почетокот на март во Јужна Калифорнија, кога полицијата го запре нејзиното возило поради пребрзо возење и неправилно возење. По судската постапка пејачката доби условна казна од 12 месеци со задолжителни разговори со психолог и психијатар, како и дополнителни мерки за надзор. По апсењето, Бритни доброволно се пријави во Центар за рехабилитација и лекување од зависност, што нејзиниот правен тим го истакна како важен чекор кон преземање одговорност и промена на нејзиниот начин на живот. Обвинителството се согласи на полесна спогодба поради тоа, како и фактот дека претходно немала слични прекршоци. Филмот 17 на Косара Митич освои 2 награди на меѓународниот филмски фестивал во Лас Палмас де Гран Канарија во Шпанија. Филмот ја освои наградата од публиката, а актерката Ева Костич доби специјално признание за најдобра актерка од жирито. Членовите на популарното жири истакнаа дека дебитантскиот филм на режисерката и сценаристката Косара Митич не приближува со голема чувствителност и искреност до невидливите рани, до врските создадени во најтешките моменти и до силата што се појавува дури и среде болката. Некои од неговите сцени беа особено впечатливи поради нивниот суров приказ на човечноста, вознемирувајќи не и принудувајќи не да се соочиме со тешки реалности кои сепак мора да бидат раскажани. Битола добива нова мајска фестивалска приказна во која виното, музиката и градското дружење ќе се спојат на едно од најпрепознатливите места во градот, платото пред Офицерски дом. Од 7 до 9 мај ќе се одржи првото издание на вински фестивал Битола. Организаторите најавија дека фестивалот е замислен како нов градски настан, што треба да ја надополни културно-забавната понуда на Битола и да создаде уште еден повод за дружење, дегустација и уживање во отворена фестивалска атмосфера.